мажи. Поплавата во обвинителството како символика на еден завршеток. Дали СЈО ќе биде пуштено низ вода? Меѓу политиката и правото. Дали тимот на Катица Јанева од херои се протопуваат во сивилото на правосудниот систем? Кој од обвинителите ќе ја преживее политичката поплава во специјалното јавно обвинителство? Вечерва во 24 отворено дебатираме на оваа тема, но и на други аспекти од правосудниот систем со професорот Гордан Каледжиев. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Лазар Нанев од Академијата на судии. Добра вечер. Добра вечер. За вас. Звонко Давидович, адвокат. Добра вечер за вас. И аналитичарот Алберт Муслиу. На почетокот би сакал да почнеме со она што најсвежо се случи денеска, кое што нема врска со СЈО, но има врска со процесите во правосудниот систем, а тоа е дека Митко Чавков вечерва е пренесен во истражниот затвор во Шуто Оризари. Господин Каледжиев, како ја оценувате оваа одлука на 2 дена пред одлуката, односно пресудата за 27 април, на 3 дена се извинувам, зашто за во петок е предвидено да се соопштат пресудите за овој еден од најголемите случаи во македонскиот правосуден систем? Ми изненадевте со прашање, инаку ја бев изненаден, морам да признам и самиот со одлуката денешна. Ја кога што се сеќавам ваков преседан до сега не сме имале, значи практично преди изрекување на пресуда, обично со пресудата можеби сме навикнале да има зависно од висината и некои околности кои можеби би укажувале на бегство. Иако веќе по дефиниција одамна немаме во законот врзан притвор со тежина на казната, бидејќи тоа се оцени како неуставно и несогласно со европските стандарди, значи било која форма на задолжителен притвор. Она што ги плаши луѓето е дека веќе е падната одлуката и дека можеби се спрема тешка казна и дека тоа стравуваат луѓето или така се шпекулира. Инаку, навистина морам да признам дека сум зачуден. До сега не сум сретнал ваков пример. Имплицира ли ова, Нанев, дека можеби постоеле оперативни сознанија за бегство, доколку вака експресно и без најава се случи ова што се случи вечерва? Претпоставувам, тргнувајќи од претходните искуства кои што ги имавме како држава, моделот на судскиот систем и со одредени случувања, со одредени обвинети лица, претпоставувам дека институциите овој пат не препуштиле ништо на случајот, туку врз основа на одредени оперативни обработки, односно оперативни сознанија, сигурно дошле до такви информации кои што укажуваат на тоа дека можеби пред донесувањето на пресудата овие лица, односно ова лице подготвува одредено бегство и ова е единствен начин да се спречи, односно сето тоа да се превенира на соодветен начин, се со цел да не се дојде до префрлање на одговорноста како што имавме претходно нели во случајот кој што добро нам не е познат. Давидович, имплицира ли ова можност дека и за останати обвинети во овој случај можно е да се случи истото сценарио и вие сте бранител на еден од тие случаи? На двајца. На двајца ја чекаме пресудата и ова, оно што го каже и професорот, покажува дека можеби веќе имаме пресуда. Тоа се коментари на обвинетите. Но оно што изненадува е што 2 дена пред објавата во предмет во кој имаме огромна гаранција. Од 600.000 евра гаранцијата веќе не важи и однесена во притвор. И тоа изненадува, но не ни е прв пат. Прв пат ни е можда пред пресудување, но вакви пинг-понг акробации имало и порано. Јас ќе ве потсетам на предметот Фаланга, во кој луѓето беа 2 месеци во куќен притвор и по жалба на обвинителството во летен период, кога немаше судски совети да решаваат, решија во септември. И преко ноќ ги вратија во притвор, а 2 месеци беа во куќен притвор. И затоа имаше дека притворот полека станува казна и сега исто се применува. Вие сте свесни, на истиот начин пинг-понг се играше и специјалното јавно обвинителство со дел од обвинетите. Пушти ги, врати ги и така натаму. Да, но вие велите овде имаме гаранција од 600.000 евра, конкретно зборувате за Чавков. Да. Има и за други. Гаранциите се движат и 800.000 евра, зависи од луѓето. Значи, тоа не се гаранции во имот кој ги дале луѓето, него нивни родни и нивни пријатели. Но при запретена казна од над 10 години затвор,
веројатно судот цени дека сепак тоа не е доволна гаранција. Судот можел тоа да го процени и во почетокот, а да го цени 2 дена пред добива е многу чудно. Ако се смениле во меѓувреме околностите на тоа што се вели бегство или организација на бегство. Тоа не е законски услов за висина запретена казна, ви објасни професорот, но она што можеби има оперативни сознанија. Но како работат нашите органи, се сомневам дека е тоа така, особено 2 дена пред објава на пресуда, дека некој тек така ќе си ги покаже плановите, се сомневам. Се работи за висок полициски кадар. Не заборавете. Добро, што тоа би значило? Што значи дека ти е висок полициски кадар? Толку јасно да ги открие плановите, просто чудно. 2 дена пред објава на пресуда да најави бегство каде што сите ќе дознаат и да го вратат во притвор. Просто неверојатно. Што е конкретно што пишуваме? Например, ова е многу невообичаено. Видно од содржина на службена белешка на Биро за јавна безбедност од Алфите се дава индиции дека остварена средба со некаков си пријател и кој кажува дека ќе побегнал на Халкидики, кај што имал вила. Многу смешно е вака, да ви кажам, пазарџиски. Пред малку. Тек така некои своји планови да открие директор на јавна безбедност, пред тоа раководител на оделението за организиран криминал, каде што се сите пи мерки, малце чудно. Добро, но ваквата ваша реторика имплицира дека судиите немаат свој кредибилитет или авторитет. Нанев вас би вклучил како судија и како дел од Академијата на судии, тие сепак одлучуваат по некаква веродостојна белешка, претпоставувам. Па, сега можеме да препасуваме кои се доказите кои што јавното обвинителство ги доставило до судот за да биде определена оваа мерка, односно да биде изречена мерката притвор. Ние оде зборуваме за одредени предпоставки. Она што го каша и професорот Каладжиев само на оваа една белешка, не препоставам дека тој доказ се заснова само на таа белешка. Претпоставувам дека таквите оперативни сознанија се однесуваат и на многу посодржински форми кои што укажуваат можеби на опасност од бегство, бидејќи доколку се покаже дека само оваа белешка е основот на одредена комуникација и постоењето, односно имањето на вила на Халкидики не е доволен основ кој или апсолутно не би представувал ни соодветна индиција кој што би укажувала дека некој ќе побегне во странство односно на Халкидики. Ние имавме голем број на граѓани кои што имаат викендици и така натаму, војни државјанства и така натаму, се водат судски постапки, па не им изречена мерката притвор. Ова е навистина едно чувствително прашање. Меѓутоа, станува збори за едно комплексно прашање, особено при определувањето на мерките притвор за овие случаеви. Јас би рекол дека се уште од аспект на интегритетот на судиите постои одредено чувство на страв да не се случи најлошото, односно бегство на одредено лице, па потоа повикување на соодветни одговорности, што е навистина една опасност по владењето на правото, односно примената на законските решенија овде во Република Македонија. Во целиот овој систем на измешаност на законски решенија, на недоречености и така натаму, сигурно дека и ваквите решенија се дел од целокупното милје, од онај, би рекол, мозаик кој што ни укажува дека навистина нешто сериозно се случува на овој систем. Муслим, ја не сте правник, но сепак овој правно-политички галиматијас во кој што се наоѓа целиот овој процес и 27 април, предходно и онија за СЈО, но сега го коментираме овој за 27 април, претпоставувам дека ова ќе има одгласи, ќе има и реперкусии политички и во текот на вечерта, веројатно и во текот на утрешниот ден, со оглед на тоа од каде доаѓа Митко Чавков и со кого соработуваше најмногу. Мислите ли вие дека ваквиот потек е оправдан во овој момент? Дали е оправдан или не, тоа треба стварно да го чуеме. Нит па ние можеме од само неколку таму искази да установиме дали бил оправдан или не. Факт е дека притворот не се користи као алатка, тоа се користеше порадно, кај што имавме притварања на вработени по наплатни рампи за случаеви во кои се ослободија. Значи, тоа ми е првата работа. Тоа за гаранциите, јас се согласам дека е висока, но можеби за обичните граѓани. За граѓани кои
по наши предпоставки, по тоа што сме го слушале, стотици милиони се вртеле, 500-600 илјади евра и не се некоја огромна гаранција, ако се соочувате со голема казна, каде што не може придобивките на тоа, нели, действување, еве така да кажам условно речено некоректно, да ги користам, но не сакам во тоа да навлегувам. Очигледно дека нема политичка позадина ова, затоа што не е некој политички момент каде што притварањето на Чавков или носењето во истражниот затвор во Шутка би имал некој политички ефект. Не верувам дека ова притварање можеме ние и да го спекулираме како координирано за влијание во евентуалните преговори што ги има опозицијата со власт. Не верувам дека тоа е затоа што нема и таква тежина од тој правец. Од друга страна, но евентуалното бегство би имало силни политички реперкусии. Евентуалното бегство би имало дефинитивно сериозни реперкусии. Ние сме сепак држава на која правосилно осуден премиер и побегна. И нам као општество, не само на правосудниот систем, тук ни на владата, туку и на општеството, мислам дека таков втор удар би ни дошло сериозно многу тешко. Да, но што се виновни другите обвинети ако побегнал еден човек и сега излегува дека тие ја треба да издржат казната на некој друг што побегнал. Не збориме ние овде сега за луѓе кои работат на напладни рампи или евентуално доктори кои се притвара или професори. Ние збориме за човек кој е оптужен за терористичко здружување, за 27. април. Човек кој имал високи функции и кој евентуално можел да има влијание врз тоа. Дали е тоа точно или не, тоа е била работа на обвинителот и на правосудните органи да го одлучат. Но, не знам ја зашто би била толку голема драма на 3 дена пред пресуда. Не е тоа индикација дека он е осуден. Може би, ја не знам дали он бил у домашен притвор. Ако бил, како разговарал со некој таму пријател, па разговарали за евентуално бегство. Нели такви контакти се забранети? Ако има гаранција куќен притвор нема, пошто не сте правник, тоа не сум правник. Ја можам за правдина да зборам, не за право. Да ви кажам, не можете да зборувате за правдина ако пробувате да зборувате каде што се 20 луѓе меѓу нив и пратеници амнестирани за овој предмет. Многу тешко ќе зборувате за правдина. Апсолутно, ја во никој случај не сум ви рекол вам дека се сложувам за тоа. Не се сложувам со тоа и тоа е работа која според мене беше потреба на моментот за едно сериозно прашање. За едно многу сериозно прашање за оваа држава, а тоа беше правецот во кој оваа држава ќе се движи. Дали се движи кон евроатлантски интеграции или не. И сите ние во општеството сме свесни дека тоа беше компромис кој владеачкото множество го направи на своја штета, но за доброто на општеството. Тоа може би ваши размислувања, али да се пазариме со правда и правичност. Не, апсолутно. Мислам за поголемиот број на граѓани на евроатлантските интеграции се добар правец и тоа не е мој заклучок. Ние од тие евроатлантски партнери ни укажува дека ако тој исчекор не се направи, нашите евроатлантски интеграции ќе бидат илузија. Така да не ова мој заклучок. Ова се извадени информации од сите заинтересирани страни. Ние да не поминевме низ тој процес, нашите евроатлантски интеграции ќе бидат блокирани и ние ќе влезевме во еден циклус од кој што дали ќе биде задоволена правото и правдата доколку сега од овие 35 обвинети за 27 април, 10 си го одлежат своето, останатите 20 се амнестирани. Пак ќе ме прашаш за правни работи, тоа може да го одговорат моите пријатели. Ова не е таму има категоризација на луѓе кои користеле насилство, на луѓе кои отвориле врати или биле изманипулирани од оние што го организирале целиот процес. Ја дури лично не мислам дека целата таа хиерархија е завршена. Мислам дека има уште луѓе или личности кои во целиот тој процес на организирање биле вклучени и се надевам дека и тие ќе се соочат со правдата. Но ние вечерва зборуваме дали е преюдицирана пресудата со фактот дека човекот е пренесен во истражниот затвор Шутка. Ја мислам дека не. Што ја го слушнав до сега е правдање на политичките одлуки со правен компромис до сега. И од вас, и од она, извинете сега не ве прекинував. Ама сега вие втора работа, ја што сум казал. Ја реков за уставните промени, втора работа. Да не НАТО и пресудите и патот по кој се движи Македонија ја не можем да ги гледам така, тоа вие можете аналитичари, политичари и остали професии. А ние како правници можеме да гледаме само дали законот е испочитуван или не е испочитуван и тоа е се она за што можеме да зборуваме. А ако испраќаме порака околу правда и правичност, јас пак ќе ви кажам,
во предмет во кој има 37 обвинети, каде што се 20 веќе амнестирани, не е правда, 17 да одговараат и тоа од, условно кажано, понизок ранг од оние кои што се амнестирани. И со пониски и поинакви действија. Овие организаторите се од повисок ранг, груевски премиер бил. Не, за организаторите се уште има, затоа зборуваме напамет. Немаме за организаторите, делот нив се осомничени и се во притвор, како Милеја Киевски и Спиро Ристовски. Се очекуваше притвор, односно одземање на имунитетот и на претендникот Велјановски, но тоа не се случи. Калаџиев, да го завршам овој корпус со вас прашања во делот на ова со 27 април, па ќе се префрлиме на темата за која што дојдовме. Како вие го оценувате овој правен вакуум што се случи? Дури не е вакуум, туку со тоа што делот обвинетите се спасуваат со амнестијата, а останатите очигледно им се запретани долги казни. По однос на првото прашање не заклучивме само дека сепак е нашиве импресии овде што ги изразивме, сепак се шпекулација, бидејќи никој од нас не знае што му е презентирано на судот, освен оваа белешката што е спомната како чудно. И без друго дека некогаш народот вика ќе дувате и на јогурт кога ќе се изгорите. Сигурно има влијание бегството на Груевски врз предострожноста во некои вакви случаи и тоа е едноставно понекогаш судбина, што како да го објаснам. Во тој случај овие луѓе се жртви на Груевски или жртви на стравот на овдешната политика? Па не ли ништо на Груевски, наставно врзан со бегството на Груевски, бидејќи политички е сензитивно доколку повторно некој од висок ранг од одговорните према тоа како се обвинети. И јас исто не сегам да им пресудувам, бидејќи у судот уште не пресудил. Но со тоа и ќе се вратиме на вашето второ прашање. Јас од почеток бев противник на селективната амнестија, прашање што го отвори колегата Давидовиќ. Бидејќи не е природна, не знам како таа е на некој начин и многу чудна и правно и политички изведена амнестија, во која што имате политичка одлука, во која што подоцна се внесени и судови и обвинители во една многу неблагодарна улога. Или се дава у принцип за цел настана амнестија, и ја бев повеќе приврзаник да се даде, ако веќе е решено да се даде амнестија од политички причини за целите за кои што ги спомна Алберт, во некои повисоки цели, евроинтеграции и слично, тогаш да не се прави, да не се влегува во селективна правда, бидејќи навистина чувството за правда кај луѓето и довербата на јавноста во судството е пораметена со самиот факт што дел од овие политички ќе се спасат, дел од обвинетите со исти практично или многу слични обвиненија, а дел ќе одговараат со многу тешки казни. Се очекуваат објективно со оглед на запретените казни, тешки казни за овие за кои што се докаже. За некој од нив се шпекулира, например, за како се викаш, оперскиот пејач, за него се шпекулира, например, дека може ќе добие ослободителна и слично, но другите што ќе одговараат, помалку или повеќе е сигурно дека ќе добијат релативно строги казни. И од тука впечатокот што останува кај јавноста е едно незадоволство. Зошто некој би одговарал во истата ситуација во која што политиката одлучила некои други за некои други цели да подобро беше да немаше селективен пристап по мене. Дури и за организаторите на тоа дело кои што се уште не се нели во судски процес влезен. Искрено да ви кажам, и терминот организатори е проблематичен кривично правно. Дели од овие што се обвинети се со функција на една конспирација, бидејќи делото е само по себе опфаќа една конспиративност која што оди на повеќе нивои. Сега кога зборуваат луѓето за организатори, вклучително и правници, малку мислат на врвот на организацијата. Инаку сите тие се сложиле со определен злосторнички план, условно кажано, имаат одговорност како соизвршители со различни улоги. Така што тука не сум сигурен дека повторно не се прави определена забуна со самото тоа што тие се нарекуваат организатори за разлика од другиве, што се веќе во постапка. Нанев? Но,
Знаете, Младен, кога го гледате целокупниот овој модалитет, сите овие случувања, особено како судија ми пречи што секогаш се успева на крајот вината или недовербата да се преферира на судството. Па така и во овој случај. Вие ако ги читате и денеска коментарите после изрекувањето на мерката притвор, вината или недовербата повторно и вие во самата најава се осврнавте, ги употребивте терминот интегритетот на судиите. Знаете, ние колку сакаме да веруваме или не, ако ги видевме одредбите, односно причините за донесувањето на сите законски решенија, ако го видиме начинот на постапувањето на политичките елити, ако го видевме начинот на постапувањето на јавното обвинителство, на медиумите, би рекол многу мала е одговорноста на судството за сметка на сите други институции. Вие ќе видите во изјавите на сите овие политичари, ние не можеме да избегаме од она во вашата најава политика и право. Знаете, донесувањето во последниот време реториката која што излегува од политичките елити во државата вели целиот овој процес кој што се одвива по правна основа е со цел релаксирање на политичките и демократските процеси во земјата. Знаете, вие кога ќе слушнете таква реторика од клучните лидери во нашето, или од лидерите на политичките партии кои што го регулира целиот овој процес, вам веднаш ви станува јасно дека имаме одредени недоречености, слабости и така натаму, кои што за сметка на својата политичка инфраструктура или бекграунд кој што стои зад нив, имаат одличен пиар, пред кој што пиар во јавноста може да ги одбрана таквите позиции за сметка на самото судство. Судот ќе донесе одлука, тој не може вешто да се снајде во донесувањето на таквите одлуки на причините и веднаш тука паѓа интегритетот. Но тоа се вештините кои што недосасуваат на судскиот систем, кој што би рекол е многу малку ја сноси виноста заради недореченостите и дриблинзите кои што се носи во самиот закон. Законот за амнестија. Која беше вината на судскиот систем и на судиите со овој закон, кој што мака, бара и начини, кој дали судиите поединци, односно судечкиот совет кој што постапуваше под предметот треба да ја донесе одлуката, дали понатаму кривичниот совет треба да ја донесе одлуката и така натаму и така натаму. Значи тоа се прашање кои што самите по себе политичките партии секогаш ја барат вината во судството, а судството би рекол одлична алатка за вие како да изградите доверба за сметка на друга институција. Делумно се согласувам со судијата, ама судиите не се одважија да постапат согласно законот, па во овој случај да го почитуваат членот, мислам дека е 3 или 4, во законот за амнестија, во кој вика судот кој ја донел првостепената пресуда ќе донесе решение за амнестија. Пресуда овде немаме. А судот донесе решение за амнестија. Епа како тоа судот го почитува законот и судиите, и како тоа судиите се одважиле да го почитуваат законот ваков како што е. Мене не ме јасно. И не е прв пат. И не се додека зборуваме за вештини на судии да излезат во јавност, ќе имаме вакво судство. И се додека политичарите, политичките проблеми ги раскусуруваат преку правни акробации, состојбата со судството ќе биде ваква. Се додека судиите не се одважат и застанат како трета власт и кажат довде и ова не може и ова на овој начин ќе го решиме, ќе имаме ваква состојба. Добро. Повелете? Види, ова за амнестијата или така, значи слушаме неколку месеци за тоа, значи никој не се одважи некоја иницијатива пред Уставен суд да покрене или евентуално за тие процедури па да се оспорат, па тоа да се врати назад, ако тоа не е уставно или има некои дефекти во целиот процес, сето тоа може да се врати назад. Мислам дека никој од граѓаните не може да падне од депресија ако нешто такво се случи. Мене нешто друго ме загрижува. Значи таа тенденција која ви велам, тој пат и ја го разбирам зашто тоа се случи, затоа што Македонија стварно беше на раскрсница. Можеше да оди во многу сива зона ако тоа не се случеше. Но тоа не е изговор, при секоја мака ние се да наоѓаме изговори за да се прават компромиси. Ја не Гордана го слушав, мислам дека негде имаше изјава врска со тоа и за СЈО, зашто се брза на некој работи. Ја мислам дека причини и аргументи за некои поголеми компромиси, за некои прашања кои за нас граѓаните се битни и не може да има.
Значи, НАТО интеграциите се неспорни и тие ќе завршат. За 8, 9, 10 месеци ќе завршат. Ние ќе станеме членка на НАТО. А започнувањето на преговорите со Европската Унија, според мене, не е доволно голем изговор за да се прават компромиси кои ние ќе ги прифатиме тешко. И некои компромиси стварно тешко ќе ги прифатиме. Затоа што ние сме и секојдневно обични граѓани се соочуваме со закони, со правила, со реперкусии, со казни, така натаму, а треба да прифатиме дека при секоја мака или при секоја потреба треба да се прават компромиси за прашања за кои не треба да се прават компромиси. Така да тоа за мене е повеќе загрижувачко. Ова што се случил притворот, ја ќе го земам како освестување на институциите дека грешки не смеат да се прават во иднина. Не сум за тоа притворот да се користи као мерка за казнување, тоа сум апсолутно против, сум бил против секогаш и сега сум. Ако има индици или имале индици, тогаш добро постапиле. Ако постапиле паушално, не знам на кој начин, но треба за тоа да се носат и одговорност. Значи не може ова држава да се однесувате вие неодговорно од некои политички причини. И трето, ја не сум правник, но за политика можам да зборам. Но колку што знам ја, со тој закон, ако некој се ставил во нелагодна положба, можел да реагира, да каже, ја не можам да одлучам, затоа што процедурата не е добро опишана, но не ми е сега правосудството да го напаѓаме со политички категории. Судството спроведуваше закон кој политиката го нападна судството со неправни категории. Така што судот само спроведуваше закон. Ако во тој закон имало дефекти, стварно, значи кај нас имало иницијативи пред Уставен суд за бизарни работи. Добро, јас сега колку што ве сватив, НАТО, интеграцијата во НАТО беше причина доволна за да се направат сите болни компромиси. Затоа што алтернативата беше а сега понатаму треба да се направи еден пресек и после ова не треба да се прават никакви компромиси во однос на некакви амнестии, спасување на одредени луѓе и така натаму. Во политиката политичарите секогаш прават компромиси, но компромиси со правдината не треба да има. Но еве пред нас сега законот за СЕО, ќе ја отвориме тука темата за која што вечерва дојдевме. Најновиот развој на станите околу продолжувањето на работата на специјалното јавно обвинителство покажува дека имаме една неизвестност. Прво затоа што допрва треба да се водат преговорите со опозицијата, така што овој закон предложен од коалиционата влада, всушност во овој момент не можеме да кажеме дека е предлог кој што со сигурност ќе биде прифатен. Врз основан сепак на тоа законско решение, бидејќи друго не постои. Што мислите за целината на законското решение за СЕО и начинот на кој што би продолжила неговата работа во рамки на јавното обвинителство? Па кратко ќе пробам да објаснам. Значи, никој немаше дилема дека СЕО треба да добие поддршка. Тоа наназад е, мислам, веќе неколку години неспорно. Прашање беше како тоа да се уреди. Значи, најчисто решение ќе беше доколку СЕО го завршеше мандатот по специјалниот закон и се трансформираше во институција која што заслужува да обстане со својата автономија да се бори со висока корупција, бидејќи е неспорно дека самостојна институција ќе треба уште, бидејќи политичките елити и политичките партии во Македонија се такви како што кажа и колегите, не се уште на ниво во кое што ние би имале гаранции дека ќе се ослободиме од корупција или од злоупотреби на политиката во однос на правото. Решението дојде релативно незрело со стратегијата минатата година и тука никој не се пријави, морам да признам, колку и да се обидов да расчепкам, никој не се пријави кој е авторот на идејата за трансформација на СЕО, значи откажување од автономијата и трансформација во републичкото обвинителство, кој што беше првична идеја и на неја се работеше едно пола година како таа да се имплементира. Во последен момент се јави нова амбиција, таа предпоставувам беше окуражена со новото мнозинство за кое што претходно никој не веруваше дека ќе се постигне врзано со евроинтеграциите и со Преспанскиот договор. И хибридно од тие две решенија, надвор од практично од стручната јавност, се профилираа се уште неколку чудни решенија, но на почетокот трансформацијата оваа, што ја кажав, природна, не можеше да се изведе, или зошто се помина кон хибридно решение да се претопи СЕО, одеше кон решавање на три главни проблеми. Едниот
на вистина се решава, тоа е уставноста на СЈО, бидејќи две процедури чекаат пред Уставниот суд и тоа е проблем сам по себе, како овие две постапки чекаат 3 години пред Уставен суд. А иначе мислам дека има и за законот за амнестија иницијатива од еден адвокат. И тој проблем е единствен што е решен. Двата проблеми што остануваат е реизборот на Катица, што следува по законот во септември, бидејќи не се очекува законот за СЈО сам по себе има една голема мана која метна во нашите политички системи, се надевам дека ќе умре со СЈО, а тоа е директно лидерите на главните политички партии да имаат удел во законодавната дејност и во изборот на правосудни институции. Тоа беше можеби логично кога се носеше, кога во процесот на пржино, кога беше дезорганизирана државата. Меѓутоа, никој не предвиде во тој момент дека државата Белким за тие 4-5 години ќе излезе од тој процес и истиот процес го предвидува после 4 години од изборот на Катица Јанева за нејзин реизбор. Така како што се одвиваа работите, се предпоставува дека таа нема да биде поддржана од ВМРО. А вториот главен проблем што остана и за кој што се бараше решение со магично стапче беше рокот од 18 месеци за подигање на обвиненија, кој рок истече и по кој рок СЈО влезе со еден голем ризик во една голема авантура, во еден вид жив песок, од кој што уште не е излезено, бидејќи никој не ги презема, се надеваа луѓето дека новиот републички обвинител ќе направи нешто да ги преземе овие истраги и да ги спаси од, условно речено, од ризикот во кој што влегоа. Тие влегоа во ризик со идејата дека криминалот не може да остане неказнат, меѓутоа правно остана оваа голема контроверза, која што Уставниот суд ја разреши така која што ја разреши. И сега имаме една голема дупка дека Врховниот суд, извинете, според кој тие авантури не ги одобрува. Значи дека тој рок бил таков како што е договорен, лимитиран, врзан со идејата воопшто ВМРО да се спогоди, што го призна и самиот премиер дека си даде рака како компромис. Не коментирам дали е тој рок реален, добар, доволен и слично. Меѓутоа СЈО почнал со тој рок и секој што планирал требал да предвиди дека има еден рок за истраги и цел рок за целото СЈО е спакувано во 5 години. Значи, така гледано и рокот од 18 месеци не е нелогичен само за истраги, бидејќи тие постапки у суштина треба да завршат за некој период, кој надвор од пазарџиската логика има и правно издржана логика за да се востанови некогов правен мир и сигурност, бидејќи се опрашање обвинети кои од самата политичка елита и цела политичка партија, која најголема партија практично у Македонија. ВМРО е самата која партија на обвинителна клупа и може да одговара као правно лице во некои постапки. Добре, така што тие се две контроверзии кои што остануваат отворени и е сега прашање дали уопште може да се очекува дека ќе се најде компромис за нив. На нив е додадена третата сосема будалество, ја морам да признам. Никој не очекуваше во правдата фела дека ќе се отвори одново прашањето за бомбите. Тоа прашање правно го затворивме во Македонија, објаснување вакви такви напишавме, 2 книги напишавме за тоа, и еден куп статии, го реши и апелацијскиот суд. Не знам дали ќе влезе во авантура Врховниот суд по овие сите издржани правни аргументации да влезе во... Мислите за тоа што веќе бомбите нема да бидат користени како докази? Никој не очекуваше дека би можело да се очекува од СДСМ као партија која што се бореше со сите сили бомбите да поминат како докази за да се осудат условно речено главните од виновници за заробената држава, ако можам така да кажам, мафијата што беше на државна власт од претходниот систем. И сега, после некој време од кога таа битка извојувана за некои други цели и од непознати причини, да се оди со компромис. Начин да се одоброволи можда ВМРО ДПМН за да го поддржи ваквото законско решение? Па се раскажува, поема немам идејата чува е. Се раскажува обично, дуи се спомнува. Дали е тоа се кулуарски приказни кои што немаат здрава правна позадина, а политичките луѓето ги анализираат од случај до случај. Еве, не знам, последниот број на Фокус се бави буквално
кој би профитирал од случај до случај од бомбите ако не бидат доказ или бидат доказ. Добро, Дуи уште додека беа во коалиција со ВМРО ДПМН, се сеќавам точно на Талат Џафери, како со сета жестокост ја бранеше тезата дека бомбите не можат да бидат докази. Дури имаше и еден закон со кој што сака обид за донесување закон со кој што ќе се забрани секое понатамашно објавување на бомбите. Сега Муслимов вклучува малку политички за да го објавување и користење не е исто. Така да тие може да бидат против објавување затоа што ние бевме во една фаза кога што се што се објавуваше низ портали, низ YouTube и така натаму. И тоа го разбирам, таму има и приватни разговори. Но за мене било кое решение, кое е нешто што е присатно, кое им е на располагање, ќе го исклучат од целиот систем, е неприфатливо, затоа што значи дека некој ќе може да се спаси од одговорност за тоа што го случил, за тоа што го направил. И било кое правно објаснување и техникалија за мене е неприфатливо. Не можам да разберам ја зошто некој кривично дело кое таму може да се слушне, затоа што таму има милион разговори. Некој би го исклучил од правниот систем. Тоа Заев од прилика го објасни на начин дека бомбите беа, поминаа, завршија одредена работа која што значеше паѓање на режим и така натаму, и дека еднаш треба да се стави крај на тоа за да не ни се провлекува понатаму низ системот, политичкиот живот. Исто така слушнав од СЈО дека изјаве дека 90% од тие материјали се преслушани, дека се работи на тоа и така натаму и така натаму. Но не може свесно вие да кажете ако ова се случило, ќе го прекинеме, ние ќе направиме дил и ќе продолжиме натаму. Значи тоа ми е некако неприфатливо, затоа што не разбирам зошто. Затоа што било кој граѓанин после може да се повика, па ова е поминато, нема реперкусија од тоа, дај некои кривични дела ми е или прекршоци кои сме ги направиле, да им се простат, затоа што влегуваме во нова ера на простување. Значи тој дел ми е не можам да го сватам. И сепак ние шпекулираме овде. Ниту тој закон е поминат, нели, тек ќе преговараат за тој закон. Но ја укажувам на тоа дека за некои работи компромиси не треба да се прават. Нит па времето е завршено, нит нема да има избез, ќе има такви решенија. Но не е изговор за мене недостаток или неспремност на 1, 2, 5 пратеника да изгласаат законско решение и у крајна линија, кога ќе се гласа, сите ние као граѓани ќе видиме кој за какво решение гласа. И сакам да го кажам на една работа. Ај само ова да допрашам. СДСМ и ДУИ имаат и двотретинско мнозинство заедно со останатите пратеници од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Има. Да, зошто тогаш се инсистира на овој договор Заев-Мицковски? Значи европски терк е тој. Вие што поширок договор имате, тоа поприфатливо е. Не го зависи од пристапот. Види, ние као општество овде сме прифатиле дека е нормално политичките партии да ги штитат криминалците од своите недра. Тоа не е нормално. Значи, во ние на европска држава не е нормално вие као лидер на партија или као политичка структура да штитите некој ваш член кој правил криминал. Второ, ние немаме иницијативи и од правосудството да они дадат идеи како тоа правосудство да се прочисти, затоа што таму ја верувам дека поголем број од суди и обвинители се честни луѓе кои не можеле да работат при ненормални услови. Значи, кај нас и во сетапот некои работи не се добро наместени. Не можеме ние као општество да прифатиме дека опозицијата ќе инсистира на отстапки затоа што ги штити своите. Не е нормално да ги штити своите, па дури нивните поддржувачи не е нормално да ги поддржуваат ако штитат некого кој направил криминал. Значи, целиот наратив треба во оваа држава да се смени. Ако некој направил кривично дело, и затоа има докази, било кое декларирање на тие докази као вон правниот, како го викате, правниот промет, не ми е природно. Така да ќе има сериозни последици за општеството. Доколку СЈО во изминатиот период покажеше и малку поинаква реторика, можеби и поинаков тип на истраги кои што не се однесуваат само на одредена политичка гарнитура. Да речеме, функционерите на ДУИ во најголем дел беа исклучени од целиот тој процес, иако тие во добар дел веројатно биле присутни во бомбите со оглед на тоа што беа во коалиционата влада со ВМРО ДПМН. Дали сега ќе имаме уште покомплицирана
ситуација за обстанокот на СЈО или можеби покажувањето на една таква нишка ќе значеше дека со тој авторитет и кредибилитет многу полесно ќе поминеше во општеството процесот, па можеби со поддршка на меѓународната заедница. Па, предпоставам дека тој пат на институционализирање на специјалното јавно обвинителство во регуларното јавно обвинителство ќе имаше еден полесен пат, ќе немаше сериозни пречки. Но би сакал да се дофрлам на целата ова ситуација. Од судски аспект, главното прашање кое што се однесуваше е прашањето во делот на она што се значи добивање на специјалното јавно обвинителство на статус на овластен тужител и ми се чини дека иако срамежливо, но латентно на мала врата началниот став на Врховниот суд веќе полека се озаконува. Ние дебатиравме и стручната јавност на широко го критикуваше ова решение, но видете ги предлозите кои што дојдеа со овој закон. Латентно овие решенија се внесуваат во едно законско решение. Второто клучно прашање, кое што се однесува на судскиот аспект, е прашањето во кое што законодавецот или креаторите, Гордан кажа дека ние и сите овде не знаеме кој е авторот, односно креаторот на ваквите законски решенија. Па во овој закон за јавно обвинителство кој што дефинира или нормира прашање од организацијски аспект, нормира прашање на мандат, меѓутоа завлегува длабоко и прашањата кои што се однесуваат на доказите. Јас поставам прашање. Дали доказите, бидејќи се занимава со прашањето на бомбите, може да бидат предмет на закон за јавно обвинителство? Бидејќи доказната постапка и доказите се прашање на закона за кривична постапка. Се изнапиша огромен број на научни трудови во кои што се убедуваа судиите дека во една судска постапка доказите треба да бидат прифатени. Но меѓутоа го поставам прашањето, каде е сега интегритетот кој што на почетокот, нели, вие го наведовте? Дали станува збор за нарушен интегритет и непочитување на интегритетот на судиите, или пак на креаторите на самите закони, кои што од една страна убедувате дека бомбите се доказ, но сега треба да ги релативизирате состојбите во нова едукација која што професорот Гордан треба да ја прави на судиите, неговите кадри, да покаже дека, извинете господа судии, она кој што го работевте во изминатите 3 години, сега не важи. Јас клучното прашање во дебатите пред моите колеги го поставам. Што ќе се случи со овој нов закон за јавно обвинителство, каде што бомбите нема да бидат доказ, туку само користени како индиции? Кога актуелен предмет ќе биде упинат од страна на повисокиот суд, кој закон ќе се применува? Дали имаме еднаквост на правдата? Дали имаме сигурност на владењето на правото и почитувањето на правилата? Значи имаме огромен број на недоречености кои што пречи на тековните постапки, Па сакате јас да кажете? предпоставам дека апсолутно дека ќе пречи и на тековните постапки. Бидејќи ние не знаеме кој закон, меѓутоа се знаат основните начала и принципи на владењето на правото, односно почитувањето на законите во делот на она што значи поблаг закон во дадената ситуација при водењето на судската постапка. Не се така едноставни проблемите кои што ќе настанат со донесувањето на овој закон. Но како што каже Гордан, очекуваме дека во една сериозна, би рекол, транспарентна дебата на политичките елити, меѓутоа со сериозна вклученост на научната и стручната јавност и оние кои што директно се задолжени за имплементација на законот, ќе укажат на недореченостите и проблемите кои што можат да настанат. Да не се доведеме во една ситуација во која што клучниот предизвик е владење на правото, да имаме една политичка ситуација во која што на крајот нема да знаеме дали имаме владење на правото или не. Правна или политичка? Основен проблем е, ја повторно ќе ви кажам, основен проблем е што политичките поени и политичките проблеми ги решаваме со правни акробации и подкусурување во правниот систем, а правните реформи не ги правиме. Да ви објаснам, еве вака конкретно, судијата Нанев знае за што зборувам и професорот Гордан. Замислете, според ваквиот закон за јавно обвинителство, за некоја кражба, каде што е релативно запретена ниска казна во Дебар, имаме сведок и човек изврши влијание на тој сведок, потпаѓа под организиран криминал. И се замислите, за кражба, за која е 5 парачка и ќе добие условна осуда, човекот кој влијал на сведокот,
по овој закон, ќе дојде во организиран криминал и ќе се соочи со многу висока казна. Има логика правна, нема човечка логика, не правна. Многу е лесно да ги направите политичките преговори, подкусурувајќи се со закон, а не прашувајќи ги професионалците кои се секој ден во судница. Ние повторно имаме закон кој што ги прави двојните аршини. Јас се согласувам со судијата Нанев дека ова се еден од неколкуте проблеми кои ги наброја. Го имаме и третиот проблем. Специјалното јавно обвинителство се формираше, ако се сеќавате, а некако сите амнезија полека доживуваат, затоа што јавното обвинителство на Република Македонија и останатите не работеа. И затоа се формираше специјалното јавно обвинителство. Какви тоа правни реформи направивме ние во обвинителството, за да сега специјалното јавно обвинителство биде хиерархиски под јавното обвинителство на Република Македонија, ради чиво неработење и го формиравме. И ние одговор како професионалци во оваа област немаме. И само продолжуваат проблемите во пракса. Судија Нанев, што ќе значи интегрирањето на јавното на специјалното во јавното обвинителство со оглед на нееднаквоста на третманот што ќе се појави внатре во обвинителството? Таму имаат и поголеми ресурси, ќе има специјалното јавно обвинителство и поголеми областувања, а ќе одлучува јавниот обвинител за тоа кои предмети одат во организиран криминал, кои предмети ќе одат во специјалното јавно обвинителство. Не, во тој дел нема да има сериозни проблеми. Мислам дека само ќе се возможи на специјалното јавно обвинителство да ги користи оние ресурси кои што за разлика од регуларното јавно обвинителство ги нема. И всушност тоа беше и клучниот предизвик и нивната предност за разлика од другите од регуларното јавно обвинителство и пречка регуларното обвинителство да се најде во една таква непријатна состојба. Овде законот прави одредено разграничување, меѓутоа и прави одредена, би рекол, црвена линија во делот на влијанието или евентуалните упади кои што би можел под наводници, би рекол, републичкото јавно обвинителство да ги има. Мислам дека во тој дел имаме јасни разграничувања, јасни позиции и од аспект во делот на постапувањето, затоа што републичкото јавно обвинителство нема да има можност за одземање и делегирање на предмети кои што паѓаат во делот на надлежноста на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа се разрешува и прашањето по однос на изземањето доколку се јави, понатаму се разрешува и прашањето кој што се однесува. Криминал веќе изрази незадоволство од ваквиот закон. Добро, се загрозуваат позициите, се разбира дека затоа што на овој начин се загрозуваат позициите на шефот на... Не е така едноставно. Што ако имаме функционери за кои ќе биде задолжено специјалното јавно обвинителство, а по правило секојаш меѓу функционерите има, условно кажано, и обични граѓани. И под кого ќе потпадне предметот? Под специјално јавно обвинителство или организиран криминал? Ќе се судриме со големи проблеми во пракса. Допрва не чекаат со вакво решение. Второ, вие имате специјално јавно обвинителство кое е единствено овластено да постапува и по жалба пред апелационите судови, за разлика од организиран криминал и другите основни јавни обвинителства. Да, но зошто ќе застапува републичкото? Не, ама зошто вишето јавно обвинителство го скокаме? Кога е во прашање специјалното јавно обвинителство? Зошто повторно правиме еден хибрид? Во однос на персонално... Нееднаквоста има друга логика. Прашање е дали има смисла да има две обвинителства со многу слични надлежности и тука сум убеден дека во моментот не можат политичарите кадровски да го решат овој проблем, инаку е логично доколку се оди на решение специјалното да помине во републичкото, овие две да се спојат. И за двете, односно за новото, да се обезбеди соодветна автономија. А решенијата со плати, со влијание на вишиот и слично, сите се на линија на тоа да се намали можност од политички влијанија, колку што е можно, а сепак да остане во рамки на обвинителството за да се реши проблемот на уставноста. Значи, автономијата, финансиите се на линија на тоа да не зависи ова обвинителство кое што треба да гони политичката елита од извршната власт, да не зависи од истата извршна власт. И од таму идејата да имаат сами свој буџет, да имаат своји капацитети истражни, бидејќи ако зависите ви од МВР,
До сега обвинителите, нас, фала Богу, ни отвори очи СЈО заради несоработката со МВР во нормални услови, да ги покаже предностите на оно што законот уште 2010 го предвиде, да може обвинителството да има собствени истражни капацитети, да не зависи од МВР. Зашто? Затоа што МВР е многу повеќе под влијание на извршната власт и е многу во една дупла хиерархија, еден двоен особено во делот на овие случаи за висока корупција или за каде што се гонат лица од нормално е дека ако да. сакате вие да имате самостојно обвинителство кој што ќе искочи на крај, а тоа го поддржува Европа, меѓутоа начинот на кој што се прави е со многу компромиси. И у суштина ние не сме задоволни од начинот на кој што тие компромиси де факто се спроведуваат низ законот. Една добра идеја, значи начално идејата за силно обвинителство независно од политичката елита и релативно независно и во самото обвинителство, за мене они сосема слободно може да останат од надвор и од обвинителската организација со некои модификации, бидејќи проблемот на уставноста не е суштински. Тоа дека пишува уставот дека е единствен орган, не е суштински збор во уставот. Суштината и као правно начело е владење на право, а ова е алатка, некаков checks и balances, во власта во која што имате се уште корумпирана политичка елита као правило, да имате силно тело кое што ќе може да ја контролира за политиката да дојде под правото. И од тука на некои од решенијата непотребно се компрометираат, а самиот начин на кој што се изведува, под влијание на политиката, наместо да добие на интегритет обвинителството, да го поддржи целата јавност. Невладиниот сектор утре ќе искочи со соопштение, незадоволен, овие што го следат овој процес, десетина невладини организации со години вклучени во процесот на мониторинг на правните реформи, се извонредно незадоволни и нервозни, бидејќи, како и погами и албанските и други политички партии, зошто се исклучени од тој процес? Ние сакаме транспарентност на процеси и трајни решенија издржани. Чим имате вие преговараат, што има да преговараат сега по 20 политички партии за една институција која има општа поддршка и треба да продолжи да има општа поддршка. Не се партиски работи за они да ги договараат зад кулисно. И кое што токму нив треба, мислам, политичарите да ги гони. Тие што договараат, нив треба да ги регулира, па тие немаат интерес да договорат решенија што за нив се опасни. Добро. Тука одиме со мала пауза за реклами, па се враќаме со другите прашања во врска со новиот закон за јавно обвинителство, а тоа е и персоналниот состав на идното специјално јавно обвинителство и судбината на Катица Јанева. Повторно во студиото на Телевизија 24, во студиото на Отворено, дебатираме со Муслију Давидовиќ Нанев и Калаџиев за судбината на специјалното јавно обвинителство. Прашање имаме едно за сега од публиката, од нашите млади правници. Повелете? Добар ден, јас сум Ангела Ордановска, студент на политички студии. Моето прашање е дали идниот состав на СЈО со старите кадри може да возможни натамошно правно функционирање на обвинителството. Добро, значи прашањето во однос на кадровската поставеност на СЈО со Катица Јанева на чело. Па ја би рекол дека она што барем досега го покаже во своето работење овој состав на специјалното јавно обвинителство може да одговори на клучните прашања и предизвици кои што беа поставени. Ова го говорам најпрво да почетните моменти од моментот на формирањето на специјалното обвинителство, каде што со своите техники и тактики на однесување и промовирање во јавноста успеа најпрво да ги врати одредени морални вредности на општеството и верување во правниот систем. Претпоставувам дека во суштина кога говоревме и дававме одговори на одредени прашања, клучното прашање беше затворениот систем кој што 11 години владееше врз основа на принципот на заробена држава. Меѓутоа, вештините со кои што специјалното јавно обвинителство излегуваше во јавноста, промовирајќи ги клучните действија кои што ги преземаше во самата постапка, покажа дека тоа беше еден успешен начин и модалитет како може да се постигнат одредени вредности и вие ако гледате како се развива понатаму оној би рекол системот на дијагноза и терапија, се покажа како еден клучен предизвик во делот на владењето на правдата дека всушност овој модел
е вистинскиот модел кој што може да ги предизвика предизвиците и промените во нашето општество. Мислам дека тука се одредени исклучоци кои што во текот на периодот на реизборот како прашање кои што се поставуваат и во самиот закон со надополнување на одредени квалитети од аспект на завршување на мандатот успешно ќе може да се справи со тој предизвик. Повелете мисли? Значи, во стручниот дел нема да се мешам, него ние не може да имаме колективна амнезија и да заборавиме на моментот кога тоа СЈО се појави. Значи, СЈО се појави во моментот кога кај граѓаните верба во правосудниот систем немаше. И тоа беше успех на политичарите како целата вина да ја префрлат во правосудниот систем, кој го држеа под контрола. И СЈО на начин така како што се постави, ја врати надежда кај нас граѓаните дека кај нас може да има обвинителство, кое не може да биде влијаено, бар начинот на кој СЈО целиот тој процес го изменаџира, не забораваме во почетните денови и Катица Јанева, па и други обвинители се криеа по одредени станови затоа што системот беше фатен. И покажа и одлучност и интегритет да тој процес го изгураат и да стигнеме до ова во кој сме денеска. Ја ќе го надоврзам ова на претходното прашање пред паузата. Ја се надевам дека начинот на кој се постави СЈО, начинот на кој се финансираше СЈО, ќе биде поттик и другиот дел на обвинителството да го дигне и квалитетот на работата и финансиите и независноста финансиска која треба да имаат и да ова биде поттик, да биде двигател на подигањето на некои стандарди во обвинителството, не професионални, туку независноста, финансирањето и условите за работа, но во секој случај мислам дека СЈО добро одработи еден дел, добро одработи во враќањето на довербата кај граѓаните во правосудниот систем и се надевам дека таа доверба која во процесот се трудеа многу политичари кои беа засегнати од работата на СЈО да ја нарушат со разноразни политички спинови, мислам дека ја има, можеби поправки, можеби некои надградби треба да има, но во секој случај ја би бил против секое замешување во нивната независност и мислам дека било која тенденција која се покаже на мешање во таа нивна независност, дека ќе биде од општеството силно нападната. Калеџиев, се предвидува мандатот на Јанева да трае уште најмногу 1 година од стапувањето во сила на законот, доколку тој се изгласа, со можност за реизбор понатаму. Очекувате ли дека таа ќе продолжи да работи, па дури и сега, бидејќи, колку што знаеме, ВМРО-ДПМН остро се противи на тоа Јанева да остане на таа позиција? Па, идејата дека ВМРО се противи и добро и лошо. Тоа што се противи изгледа дека ги изненадила со резултатите, бидејќи оние прифатија со расширени раце кога се појави. Глупо ја да коментирам, пошто мене не ме прифатија. Можам да го сватам како комплимент. Ако не ме прифатат тие што треба да ги гоните, тоа е комплимент. А не се прифатија, ама веќе не ја прифатија, што значи дека ги изненадила. И во тој дел, мислам дека она испорача повеќе резултати што многу ми не очекува. Но се разбира, тоа е далеко од нешто совршено, ниту па таа борба е конечна. Ние на правно поле уште не е рано да кажеме, бидејќи многу од постапките не се завршени. Имаше други очекувања. Сеедно, не може да знаеме во оваа ситуација дали немаме доволно податоци за да може да го верификуваме вистински незиниот придонес. Наоѓаат луѓе до замерки вакви и такви, меѓутоа на некој начин сите се делумно арбитрерни. Едно сакам друго да кажам, дека независно од целата приказна и од персоналното решение, принципиелно мислам дека законот не може да продолжи мандат на никого на кој што му следи реизбор. Значи, ако мене ми следи реизбор во било што, ние сме на реизбор во звања на факултет, секој има кој ќе му истече мандатот реизбор. Дали ќе добие или не е веќе друго прашање. Изигрување на законот каде што ве очекува реизбор, со очекувана неподдршка, законот директно да го продолжи, бидејќи законот што важи сега,
за СЈО бара согласност и од ВМРО, да го премостите со закон во кој што ќе го прескокнете ВМРО, е условно речено изигрување на првичната идеја. Е прашање дали закон што е лекс специјалис и кој што ги уредува односите до згаснување, воопшто може да се менува. Но тука сега има многу правни финеси, вклучително и прашањето за реизборот на обвинителите внатре. Сега многу се шпекулира. Ја прв пат кога видов решението, си викам, опа, кого сакаат да исчистат овие. Па после го слушам... месеци по 4 обвинители треба да се менува. Самото СЈО... И за година и пол да се смени целиот состав. Или да останат некои од нив. Кога ги прашав обвинителите од самото СЈО на кого му се намерачиле, не вика, они го толкуваат тоа дека е тоа начин на нивна заштита, да не може веднаш да ги сменат и дека тоа не треба да го сватиме во смисла дека се подразбира дека ќе ги сменат бидејќи може да ги реизберат. Иако тука морам да признам пред малку зборов се една новинарка која што обично мене ме прашува за некои да дадам идеи, сега она ми даде една добра идеја дека СЈО уствари не може да обвинителите што се сега заменици во СЈО или асистенти на некој начин, бидејќи тие не се во полна смисла независни обвинители како другите, практично нема критериуми како ќе ги реизбираат, бидејќи тие до сега не подлежале на системна оцена како другите обвинители, така што не се знае како советот на обвинители врз основа на кој критериум би одлучил. Дали би било тоа по предлог баш на Јанева лично, и тука се шпекулира сега и со разни решенија, дали внатре има поделба во СЈО, тоа подолго време се шпекулира, кај ја снимало... Законот не ја разбива таа дилема по кој критериум ќе се врши изборот на промената на обвинителите и веројатно потпаѓаат под оној општ закон за избор на како што е за изборот на сите обвинители други, од висшите обвинителства. Што е проблем од првиот ден на СЈО, кога искочи рокот и слично, така и сега оваа одредба. Немате мајка и татко, значи ја не знам која има внесена одредба и зошто. Бидејќи кој ќе внесете една одредба која што е вака интересна или важна, која што има реперкусии кадровски, политички и пошироки, треба да се даде тачно идејата ни е ова и ова, сакаме да го освежиме СЈО, не сме задоволни од работата, сакаме да ги подложиме на критериуми, едно, друго, трето. Да може утре да се повикаме, да знаеме која е идејата за ова. Вака имаме две толкувања, едното искача дека е на линија да се исчисти СЈО, другото од кај нив доаѓа дека има идејата да се заштитат. Може би некој ги изиграл да им ветил дека ќе ги заштити, а на крај сака да ги исчисти. Нема мајка ова, никој не знае кој го ставил овој член. Не доаѓа од работна група, доаѓа директно од Министерството за правда без образложение. Нормално е во законот за важни решенија, за ваква важна институција, да имате во образложение. Со членот тој се предвидува заради ова и ова и она. Ако немате такво нешто, после како ќе бара утре некој автентично толкување, кој ќе даде автентично толкување на член 22 кога нема образложение законот? Преведено од англиски. Кое собрание што го донело, на собранието му е дадено Nokia, така? Како го изгласа СЈО? Nokia, ако не се лажам беше. Да не сум заборавил. Денеска Давидович имаше изјава вице-премиерот Бујар Османи, кој на прашање дали е точно дека Дуи во текот на преговорите инсистирале да се смени целиот тим на СЈО начело со Катица Јанева, вели дека тоа е лажна вест и дека Дуи го немало покренато ниту прашањето за употреба на бомбите. Сепак остана да лебди во јавноста една шпекулација дека евентуално коалиционата партија во власта би сакала да наметне некој дел од своји кадри за да има малку поголема улога во работата на ова обвинителство. Некако ни е навика политичките партии, еве и вие го зборувате тоа, да се пазарат за обвинителски и судски места. Тоа го слушнавме и во бомбите и од тоа мораме да се исчистиме, а не да продолжува праксата. Она што значи специјално јавно обвинителство, тоа во почетокот покажа квалитети и покажа дека со финансиски средства и формирање на еден истражен центар навистина може да има успешна приказна и навистина добро да се работи. Она што нас ни пречи, за да не испадне сега ние критикуваме, е правните решенија да ги носат и креираат политичарите, наместо да бидат прашани правниците и луѓето кои што во пракса ги гледаат проблемите секој ден во судница
и да се регулира во закон, утре да ги немаме истите проблеми. Ние ви посочивме некои од проблематичните законски решенија, а тие час поскоро уште утре ќе станат проблем, затоа што ќе ги имаме како проблем во пракса. Она што би сакал да кажам, Катица Јанева, како Катица Јанева е можеби некој фронтмен на една успешна екипа. Катица Јанева не ги работи сите предмети, да не забравиме, таму има исклучително добри обвинители, кои лично ги познавам и кои како тим очигледно добро работат. Сето она што се прекраши преку нив, сите политички превирања, несоработувања со институциите и сето тоа, добро го поднесоа. Резултатите тек треба да ги испорачаат, за сега не ги гледаме. Да, после 4 години од формирање се уште имаме само 2-3 пресуди. Така е, 2 пресуди, мислам дека си тоа едната укината, еве, вторава е неправосилна, па ќе видиме понатаму. На која втора мислевте? Мислам дека уште една пресуда има овие денови. Не, неправосилна. Не сум сигурен. Да, за ова за 300 веројатно. Најверојатно. Да. Добро, Муслиу, во делот на персоналниот состав и опасноста да се инфицира понатаму СЈО со политичко влијание, со оглед на тоа дека изборот ќе оди преку Советот на јавни обвинители? Прво, не знам какви кадровски промени се направени во тој совет, знам дека некои се направени и колку тој совет обезбедил пред нас као јавност да се прикаже као неутрален, као објективен, затоа што ако некои кадровски промени, нарочно на повидните лица во СЈО се направат, а мислам дека јавноста ќе реагира на тоа, затоа што ќе треба да се најде некое логично објаснување зошто некои од кадрите се сменети со некои други. Ова не е толку голема држава, ми е да не знаеме кој со кого се познава, па на крај тоа некој да се таму нели удоми во СЈО. Така да мислам, има логика ова Гордон што вика дека треба да се образложи тој реизбор како се врши, врз кои критериуми, ако стартната позиција е таа дека се тие во СЈО, каде што нестандардно се избра, не се избра по нормалниот терк, но во секој случај мислам дека нема да можат политички да го изведат тоа толку да кажем, професионално, да нема реакција од јавноста. Кого ќе го смените? Ќе смените Катица, Фатиме, Ленче, некој од обвинителите кои се прилично присатни во јавноста. И кој образложение ќе се дае зошто овој или оној не е сменет со некој за кој ние после може да дознаеме дека е партиски прилично близок со некој од политичките партии. Така да не мислам дека, иако ми е поучени од минатото, сме навикнале такви работи да се случуваат, мислам дека не е баш толку лесно сега, после толкава сензибилизација на јавноста, после тоа действување на СЈО и нивниот не само професионален, туку и психички, и политички, и политичко влијание кое го има врз јавноста, тоа да може да се направи и со тоа да се извлечат политичарите. Вие сега говорите како да живееме во некој многу развиен демократски свет, а во една Романија, каде што имавме специјална јавна обвинителка, Ковеси, која што успеа да стави во затвор делот највисокиот раководен врв на државата, имате после неколку години смена на обвинителката со доказ, со обвиненија за незе, па сега до активно лобирање на Романија во Европа, таа да не стане европски јавен обвинител, значи еден судир кој што меѓу политиката и обвинителството, доколку е тоа независно, секогаш ќе постои. Кој тука би се борел од нашите политичари да стаи едни такви личности како што се сега овие од СЈО или како што е Романката Ковеси, за да ги гони нив? Нашите политичари им е полна уста со таа демократизација, европеизација и така натаму и така натаму. Ниеден самосвестен румун не верува дека таа обвинителката е сменета од професионални причини и мислам дека тоа ќе има реперкусии во румунското општество. Таму има и сериозни протести. Да, има веќе реперкусии во општеството. Ја на тоа сакам да укажам дека не може такво нешто во Македонија сега да се случи со СЈО, да има некои драматични партизации во кадровските решенија, а да тоа остане незабележано во јавноста. Нашата јавност е сериозно сега повигилентна, значи посоотворени очи за вакви решенија. Ако само шпекулациите дека еден од коалицијските партнери сака да направи такви смени генерира реакција кај јавноста, евентуална смена таква, сигурно дека ќе има реакции, затоа што граѓаните веќе навикнаа дека без
без реагирање работите може да фатат друг правец. Вие исто може да кажете, нам може да не се случи држава со фатени институции после 5 години. Ја ве уверувам дека не може. Не може затоа што и граѓаните се поспремни, и нашите партнери се поспремни. Значи, нам ни се случи тој процес, затоа што сите омана во целиот тој процес и дојдовме до извештај дека сме држава со фатени институции. Така да не верувам дека со заробени, да, заробени институции. Да, некако сте преголем оптимист со оглед на тоа како се одвиваат работите во делот европските држави, видите и Унгарија, видите Полска, еве сега Романија, благо чекори по тој пат. Тоа ќе се случи во Германија или во што знам ја, во Франција или во Холандија, тогаш ќе бидам сериозно загрижен за иднината и судбината на Европската Унија. Добро, бетониран ли е, трасиран ли е патот на Македонија кон европското семејство во овој сегмент на правосудниот систем кој што треба да ја отвори таа битка со корупцијата и секако сите други сегменти? Па јас сум кажал во повеќе наврати дека дел од вината за некои избрзани решенија, вклучително и овие сега за СЕО, се непотребно ставање на Македонија пред свршен чин да направи некои реформи, пошто зашто. Тоа се случува во правосудството, бога ми се случува, никој не ги коментира во безбедносниот сектор, многу важни реформи без вистинска расправа. Јас сум поприврзан и кај ние овие реформи да ги правиме кога ќе почнат преговорите, на тенане, дел по дел, и бога ми да го ресетираме целиот систем, да направиме можеби нова стратегија или дури да не ни треба стратегија, едноставно со помош на странски експерти, дел по дел, прашање по прашање, стандардизирање на македонското правосудство по условно речено европски трг, без некакви, да речам, избрзани решенија, како сега. Но стоп, ние све нешто 5 до 12. Власта сака да ги испорача овие решенија сега пред јунскиот самит на Европската комисија за да покаже дека нешто се движи во тој сегмент кој што е можеби најлошо оценет. Тоа е на медиу игра во која што се криви европските бюрократи или бюрократите на европските држави тука. Ова што го спомна Алберт, па они за со години дава релативно позитивни резултати, дека ние одиме и во времето на груевизмот, одиме чекор напред во судството, чекор напред, додека не добивме шаморот прибав, па да видиме чекај уствари кај сме, и 3 чекори назад. Заробено. Значи, они сите се лажат себе си, овие амбасадори ви испорачуваат некои резултати, европската делегација испорачува некои резултати, владата цело време испорачува реформи, и тие се палиативни решенија на законско ниво, што е најлесно. Нас ни треба едно суштинско ресетирање на правниот систем, да видиме кај сме стварно, да излеземе од ова во некој жив песок сме. Ние као нешто правиме чекор напред. Така што мислам дека треба да се стави крај на крај на таа приказна, дека мора да се направи нешто брзо 5 до 12. Кое што можеби нема да биде доволно квалитетно. Да, и МВР така како не собираа групите, сега мора законов до септември. Како мора, ништо не мора. Добро, да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Во власта, во која што имате се уште корумпирана политичка елита као правило, да имате силно тело кое што ќе може да ја контролира за политиката да дојде под правото. Основен проблем е што политичките поени и политичките проблеми ги решаваме со правни акробации и подкусурување во правниот систем, а правните реформи не ги правиме. Што ќе се случи со овој нов закон за јавно обвинителство, каде што бомбите нема да биде доказ, туку само користи како индици? Кога актуелен предмет ќе биде укинат од страна на повисокиот суд, кој закон ќе се применува? Дали имаме еднаквост на правдата? Дали имаме сигурност на владењето на правото и почитувањето на правилата? А започнувањето на преговорите со Европската Унија, според мене, не е доволно голем изговор за да се прават компромиси кои ние ќе ги прифатиме тешко. Почитувани дискутанти, јас ви благодарам што вечерва бевте гости во отворена телевизија 24 и благодарам на публиката што беше тука присутна. Останете со програмата на телевизија 24, следува серијата На терапија.